Сега е повторно време за гости. Нашата Ирина веќе го пречека вториот гостин, логопед Ненад Мирковски, со кој што ќе говориме за најчестите пречки во говорот кај децата. Добро утро, добро ни дојдовте. Имате одлична тема, предизвик за многу наши гледачи. Верувам дека не гледаат и баби и дедовци, но и родители. Повелете. Сузе, благодарам за убавата најава. Ке зборуваме за пречки во говорот кај дечињата со нашиот утрински гостин Ненад Мирковски, логопед, како што го најави Сузе. Ненад, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете ова утро заедно со нас и со нашите гледачи. Пред да влеземе овде во студиото си, во неврзан разговор зборувавме дека за жал се дечињата денеска во денешно време подоцна почнуваат да зборуваат. Причина за тоа е модерното време, технологијата, ама за тоа малку подоцна. Сега, обично, на која возраст е најнормално децата веќе да почнат со говорот? Така. Па најчесто, за да се почне со говор, односно говорот се почнува веќе од 12-тиот до 18-тиот месец. Значи, веќе говорот треба да се почне некако со говорот, но веќе на втората година детето треба значи да има фонд од 50 до 100 збора и веќе да врзува, да речам, прости реченици. Доколку веќе на третата година, значи детето треба да е веќе подобро оформен говорот, но како што рековте, за жал, значи целата ситуација со технологија и значи целата таа скала значи е поместена. Да, значи веќе некако кажавте дека претходно дека веќе на 4 годишна возраст се уште некои дечиња не почнуваат да зборуваат или тогаш веќе почнуваат да зборуваат, а се е тоа затоа што најверојатно се нема многу време и за разговор. Родителите не разговараат многу, туку наместо тоа ќе им дадат телефон, таблет и тука завршува комуникацијата. Тоа е, според мене, мислам дека тоа е една од причините, нели, зашто целата таа скала значи е поместена. Многу почесто децата прозборуваат после 4-та година, што не е во ред и треба да се обрати малце повеќе внимание на тоа. Порано кога растевме ние не беше така, веќе некако до 2 годишна возраст веќе и до 3 годишна возраст веќе се зборува, дечињава зборува и на големо. Сега, кога веќе станува алармантно, односно кога родителите веќе би требало да се јават на логопед доколку детето не зборува? Како што рековме, значи ако одстапува, да речам од ако говорот не е добиен до третата година, значи родителот веќе треба нели да се загрижи и да се посети логопед, да се направи преглед, но исто така значи може да станува збор за задоснет говор. Може да значи чим одредени артикулации, гласови не ги кажува правилно, имаме проблем со граматиката, значи сите тие проблеми укажуваат дека нели родителот треба да се загрижи и да се почне, односно да се направи преглед за да се види дали има потреба од логопед или е се уште рано. Голема е бројката на дечиња за жал кои што имаат потреба од логопед. Вие ми кажавте во едно одделение од 30 и нешто деца, околу 25 дечиња имаат некаков проблем со говорот. Сега, бидејќи темата ни е најчести пречки во говорот, кои се најчестите пречки што се јавуваат кај дечињата во говорот? Има вие ќе ги кажете, јас да не избрзувам. Денеска, значи, има доста значи проблем со говорот. Да одвоиме. Најчесто, како што рековме, задоцнет говор, значи детето покасно прозборува. Може да речеме, значи, сигматизмот. Сигматизмот е еден од почестите проблеми денеска. Пелтечењето, неправилно изговарање, артикулација на гласови, значи, збориме одредени Р, Л, значи сега да не навлегуваме со диагнози, ама сите тие, да речам, тие се едни од почестите, мада има многу. Сега ги споменавте сигматизмот и пелтечењето. Би сакала да се задржиме на овие два момента од развојот на говорот кај една личност. Почнуваат најчесто во детската возраст, така? Се јавуваат кај дечињата. Што значи сигматизам прво? Сигматизам. Сигматизмот е
проблем на изговарање на одредени гласови. Тука се повеќе гласови како групата С, Ш, Ч, Дж, Ц. Сега може ќе испуштам. Значи неправилно Шушкање, така би дошло. Ајде, народно кажано, Народски, да, шушкање. Значи многу е тоа е еден од почестите проблеми. Така, дали тука спаѓаат тие или не? Не, тие се во друга група, значи ротацизам, лабдацизам, значи и тие се исто доста чести проблеми, но ајде, ова е една група на повеќе гласови каде што треба да се решат. Најчесто настанува, значи, од неправилно позиционирање на јазикот. Ајде сега да не сватате гледачите, значи јазикот на некој начин ги допира забите и доаѓа до тоа шушкање, до неправилно изговарање на тие букви. Проблемот се решава секако, не е ништо страшно, не е ништо сериозно, но ако се свати за проблем, значи треба да се вежба и треба значи со одредени вежби се решава проблемот. Но ако не се решава, може понатаму да направи проблеми, гледаме све почесто и на повозраст Ке зборуваме и за тоа малце покасно. Сега би сакала да го објасниме пелтечењето. Какви видови на пелтечење постојат? Тоа се два вида, стекнато и вродено, така? Може само вие да ги објасните што значи стекнато, што е вродено и кога се јавува. Пелтечење најчесто, значи, тоа е проблем на, ајде да кажеме, прекин на зборот или повторување, значи, на зборот. Како што рековте, значи, имаме стекнато и вродено. Вродено, нели, како што знаете гледачи, значи генетски, значи ако има некој во фамилијата. И тоа е можно во пелтечењето, така? Да. Кај пелтечењето се случува, значи може да е наследно, но исто така може да биде и стекнато. Во повеќе случаеви е стекнато, претпоставувам, така? Да, во повеќе случаеви е стекнато, каде што детето, ајде да речеме, е изложено на некој стрес, возбуда, да, исто така и возбуда, преголема среќа, значи тогаш настанува пелтечењето. И трае, така? Не е да кажеме кога ќе престане среќата или возбудата да престане, туку си трае еден период, додека не се... Најчесто настанува во развојот на говорот, некаде од 2-та до 5-та година, може да не станува збор, може да е само фаза. Збориме ако почне детето на 3 години, на 2 години, дали да пелтечи, значи можно е да е фаза, но ако е веќе подолг период и родителите приметуваат дека, ајде да речам, подолг период, не знам, месец и повеќе, значи се гледа дека детето пелтечи, тогаш значи е сериозен проблем каде што треба одма да се пристапи до логопед, значи зашто е проблем кој понатаму стварно прави проблем во комуникацијата, па и во живењето, да. Сега кажавте дека еден период кога е пелтечењето во прашање, дека еден период може да биде родителите и можеби да не го донесат на логопед. Дали тогаш совет до родителите, дали тогаш можеби треба да го поправат говорот тие самите, дали да се преправаат дека можеби не приметуваат, како е најдобро да се поставуваат во тие ситуации? Најубаво е, значи, кога ќе го видат детето дека пелтечи, посебно кај помали деца. Значи, кај помали деца не треба да се дава до знаење и да се повторува детето цело време повторно, зашто самото дете му се развива говорот. И место да му тече мислата, детето се блокира, прави блокада на говорот, размислува пред да треба да каже нешто и тука настанува, значи, многу поголем проблем, многу поголема блокада на говорот. Најубаво е, значи, да секако треба да се каже, но све да биде насталожен и на смирен начин. Значи да проба детето да се смири и да проба да не се игнорира, така? Да не е како ништо да не се случува, туку баш напротив. Само на смирен начин, значи да не се форсира детето, зашто многу често знаеме ние родителите да го вратиме, ајде од поново сега сгрешивме, да го повториме и самото дете, значи, може да направи поголема блокада, да многу повеќе да размислува
пред да каже нешто. Да. Сега стасуваме до оно што е многу важно, а тоа е третманот, односно терапијата. Така. Како се лекуваат, односно како ова е состојба, така не е некоја болест. Како се надминува оваа состојба да премине понатаму во правилен говор? Така. Кај пелтечињето, значи, секоја диагноза, значи, си има своји вежби. Кај пелтечињето, најчесто мора, значи, да има вежби за дишење, односно правилно дишење при изговарање на реченицата. Да, смиреност е многу една од побитните работи. Значи, треба детето, како што рековте, смиреност, една од најголемите причини за пелтечењето, значи мора детето на некој начин да успееме психолошки да се смири детето. Значи, ако детето е вознемирено, најчесто се гледа кога детето е вознемирено или е при среќа, при тие работи, значи детето тогаш е најизразено. Но како што рековте, значи си има најчесто е говорна терапија, правилно изговарање, смиреност при кажувањето, полека. Не сме, многу често знае при брзање да направиме сите грешки, а не кај пелтечењето. Значи битно е исто кога смирено. мислата е побрза од говорот, така. Така, значи најбитно е си има посебен сега нели секој логопед различен принцип на работа, да, но најчесто говорна терапија, правилно изговарање на реченици, на зборови, понатаму и текстови, значи таа е од прилика. Да. Сега доколку ова се запостави на некој начин во детската возраст, сведоци сме дека има и ден денес возрастни луѓе кои што не изговараат правилно некои букви, најчесто Р, Л. Потоа сведоци сме и на пелтечење. Дали во покасните години од животот, веќе кога сме возрастни, оваа состојба може да се надмине? Да, за пелтечењето да, мислам тоа е ајде да речам... Да се вежба, предпоставувам, така? Да, значи, тоа е состојба каде што може и понатаму, не е само кај децата. Значи, збориме... Може да се јави и кај возрастни луѓе, така? Да, може. Од истите причини, значи, може да се јави и дефинитивно треба да се вежба и треба за нели да има резултати. Со вежби секако се средува проблемот, да, се надминува, но не треба да се остане на случајност дали ќе помине само од себе. Да, само од себе тешко дека поминува, поготово во возрастна... Да, кај повозрастните да, кај децата кажав има некоја фаза кај што има развој на говорот и може да има некоја кратка фаза, но кај повозрастните и кај поголемите деца е многу потешко само од себе да помине. Доколку се игнорира сигматизмот во детската возраст, дали се може да се излечи кај повозрастните луѓе? Или оние Р и Л буквите кои што не спаѓаат во сигматизам, ама се сепак како пречка во говор? Да, секако се решава и кај повозрастните. Сега имаме еден проблем тука кај што збориме кај повозрастните, не знам, 20 години, 25, значи се решава, но многу побрзо ми ги совладуваат гласовите, но многу е потешко да се применат во пракса. Зашто во секојдневниот говор, зашто веќе доста долг период е, доста долг период е користено, значи неправилно, ајде да речеме буквата Р неправилно, и откога ќе научат малци ми е чудно и дури не знаат да е непријатно чувството како да не сгрешат, да не нели направат. А некогаш ние знаеме да кажеме и симпатично е така, нели некој кога шушка или кога го изговара, ја изговара буквата Р малку поразлично од нас другите, меѓутоа сепак треба да се има добар и правилен говор. Она што сте еден од ретките во Скопје, можеби единствен и во Македонија, е тоа што работите во домашни услови. Одите кај дечињата дома, во нивната комфорт зона, и тука е вашиот третман и вашата терапија. Кажете ми само колку пати неделно е потребно да се односно ги посетувате дечињата и колку траат вашите часови и претпоставувам дека има многу успешни приказни. Така, да, тоа дефинитивно, значи има успешни приказни. Значи, најбитно ми е мене како што рековте,
Да, извинете, значи два пати. Јас работам на принципот да гледам да е почетокот два пати неделно. Два пати неделно, ајде активен час некаде да имаме околу 40 на минути, со тоа што секако јас, ако е помало детенцето, значи им давам не домашни задачи, туку давам инструкции како понатаму да вежбаат со детето, и во другите денови за ајде да го брзаме цел тој процес, зашто знае да биде и подолг процесот. Кај поголемите деца, значи, они сами си вежбаат, на тој принцип работам. Сега најбитно ми е мене кај детето, ајде да пробам некој другарски, со нив другарски, пријателски однос, за детето да може да ми прифати. Во домашни услови е многу окей, поопуштено е детето, но мора да се најде некој таков начин, некој таков пристап, зашто не секое дете, нели, му е да почне да вежба, има страв, мало е, да. И мора да имаме некој таков однос со децата, за да ајде успееме да одржиме некој интересен час. Имате убава и навистина благородна работа. Еве, јас ви завидувам, убаво е да се работи со деца, секако и претпоставам и денот ви е поубав, исполнет секогаш во некоја игра, меѓутоа сепак корисна да е таа игра, на крајот на денот да имаме, како што кажавме, една убава, успешна приказна. Сосема за крај би ве замолила еден совет до родителите и до бабите и дедовците, бидејќи се тие кои што ги чуваат дечињата кога се родителите, кога се мама и тато на работа. Еве еден совет за тоа како да се има правилен говор. Така. Јас сметам, не успеавме да се задржиме на таа тема. Значи, што помалце користење на технологија и, не знам, цртани, што повеќе да играат со децата, што повеќе комуникација со децата, не знам, читање, раскажување, дефинитивно. Значи, тоа ќе подобри, ќе има многу подобар развој на говорот и на сите други останати, значи, ситуации, него користење на технологии. И вие ќе имате помалку работа, нема да имаат толку многу дечиња кои што за жал им е потребна помош за правилен говор. И кажавте треба да се размислува, има дечиња кои што за жал размислуваат и на англиски, кога доаѓате, па треба да ги натерате да размислуваат на македонски, а се е тоа поради тие цртани или поради тоа што се нон-стоп на YouTube и сето тоа што се гледа на странски јазик. Прекомерното користење на технологии, значи предизвикува кај децата, посебно со англискиот, имаме проблем со англискиот, значи све повеќе и повеќе децата, ајде да речам, учат англиски. Да не разберат гледачите погрешно, не е лошо да се учи странски јазик, не е лошо, но сметам после четвртата година да се научи прво да се зборува на својот мајчин јазик. Ви благодарам многу за гостувањето и се надевам ќе има можност повторно да ни бидете гости овде во студиото. Благодарам. Ви благодарам многу и вас.